Куче кое едва и се движеше, а за кое штипска телевизија направи прилог дека држало семејство во заложништво затоа што имало крлежи, беше еутанизирано од надлежните општински органи. Локалните жители ја викаа бренда, дел од нив и оставаа храна, но и покрај тоа што на видеозаписот на телевизијата многу јасно се гледа дека животното е мирно, потресената станарка го посочува како огромен проблем со кој не знаела како да се справи. Овој случај предизвика бурни реакции на социјалните мрежи, а од невладината организација Анима Мунди најавија дека ќе бараат кривична одговорност. Тие го поставуваат прашањето зошто кучето било убиено наместо да му се дадат ампули. Ова ли е хуманиот третман на животните кој го вети влада на Република Северна Македонија? Сите градоначалници, со кој добивте огромна поддршка од љубителите на животни на избори. Ниту забрана за еутаназија, ниту полиција за животни, ниту активисти да управуваат со стационари. Општина Штип Македонија, градоначалник Бочварски Благој, инспектори и ветеринарна станица Штип начело со Крсто Митев. По оваа монструозност ќе ве паметиме и кривично ќе одговарате за убивање на ова куче. Преку Фејсбук се огласи и лице што тврди дека е вработено во ветеринарната станица во Штип. Во име на установата порача дека сите животни кои представуваат закана за граѓаните ќе бидат отстранети. Почитувани граѓани, од името на ветеринарна станица Штип и од мое име како представник на прифатилиштето, во кој воедно сум вработена, со полна одговорност тврдам дека кај секое она куче кое е заболено од болест, која е закана за животите на граѓаните и нивното здравје, ќе биде нештетно одстрането од градската средина, како не би представувало никаква закана по животите и здравјето на граѓаните. Не стивнуваат коментарите на социјалните мрежи дека основната цел на медиумите е покривање на свеста, а дека прилогот на штипската телевизија довел до убивање на животно. Сличен случај на вакво справување со проблемот со кучињата скитници од страна на општината беа грозоморните сцени во Пехчево, кога на социјалните мрежи се појавија видеоснимки од кучиња што комуналната служба ги закопува живи. Во јавноста случајот со Бренда се споредува и со кучето Идрис, кое беше убиено со секира, бидејќи им пречело на станарите од зградата пред која спиело.